И на синокешниот протестен марш, граѓаните на Кочани масовно излегува на улиците и го искажаа несогласувањето на поедини политички партии за воведување двојазичност на територијата на Република Македонија. Граѓаните откако продефилираа по улиците во централното градско подрачје, се вратија пред споменикот на Никола Карев, од каде говор одржа професорот по македонски јазик и литература Доне Донев. Монодрамата зборува за солунските гемиџи во народот погрешно наречени атентатори. Тие никого не убиваат по порачка, туку се само жртвуваат за самостојна Македонија и нивниот лозунг бил за неа живееме, за неа умираме. Значи, сите дошле. Еди Паша се разбира е прв, председател е на судот. До него е судскиот исследник, до него судскиот писар. Ај тие по службена должност дошле. А што бараат овие други вези? Зошто овие запотени и опијаните од љубопитност луѓе ги забравиле своите важни работи и дошле да се согласуваат со обвинителиве? Знам зошто сте дошле, знам. Вие сте уплашени, иако сте многумина. Ние ако останавме 4 храбри сме. Ние сакаме само да ве вознемириме, да го надразниме вашиот сладок спокој, по луѓето што носат осетливи носиви, да го почувствуваат опојниот мирис. Може би и вас ве вознемирил опојниот мирис од францускиот брд Гваделкивир, па го доведовте ваму и Павлета Шатев. Дојдовте ваму да сладострастувате со судењето на синовите на еден народ кои што сакаат да ја видат својата земја ослободена. Граѓаните велат дека не се откажуваат и ќе продолжат се до зачувување на државата, знамето, јазикот и името. Протести ќе се одржат и наредните денови, како во Кочани, така и во останатите општини во државата.